Драги другари и другарки, драги млади, движечка сила на нашето општество, мотив за секоја наша политика. Ме радува што младината успева да чекори цврсто по патот кој што си го зацртал, кон светлата иднина, и ме радува што денес сте во улкав голем број, и тоа е доказ дека младината работела, работи, достигнува и ќе се стреми уште повеќе да направи за државата, за општеството во периодот кој што следи. Од млади, за посветла иднина на нашата држава, за чекор поблиску до онаа што значи Европа. Како председателка на Форумот на жени и 30-годишен активист, 30-годишна активистка за родова еднаквост, моја должност е да продолжам да се борам секој од нас во нашата држава да има еднакви можности. Тоа значи економско зајакнати млади, тоа значи економско зајакнати девојки и момчиња кои имаат еднакви можности на еднаква основа на патот кон едно општество за сите. Како министерка за труд и социјална политика, за мене е од особена важност младите да можат да ги остваруваат своите соништа, но овде, во нашата држава. Да пишуваме наша историја, а Европа и светот да зборуваат за нашите успеси, за нашите македонски успеси. Гледам во публиката, тука има многу познати мои другари и другарки, со кои и во младината, и во Социјалдемократскиот сојуз заедно се боревме за да го имаме онаа што го имаме денес. Гледам во оние кои што оставиле трага, но гледам и многу млади кои знам дека во иднина ќе остават трага и ќе бројат низа успеси токму за оваа наша држава. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како партија која ја предводи владата, овозможува голем број на можности за младите, а особено можности кои водат кон интеграција на младите во општеството како независни личности. Онаа по кое сме познати како помеѓу младите во нашата држава, но исто така и во земјите од Западен Балкан, но и во земјите од Европската Унија е успешната имплементација на гаранцијата за млади. Ние не сме членка, се уште не сме членка на Европската Унија, а сме единствена земја надвор од Европската Унија која што ја реализира гаранцијата за млади. Од 2018 година во континуитет успешно го спроведуваме проектот Гаранција за млади. Ова е европска носечка иницијатива која одговара на предизвикот со кој се соочуваат младите лица откако ќе го заокружат процесот на образование. Од воведувањето во 2018 година до денес над 80.000 млади се вклучија во гаранција за млади. Само во изминатата година преку гаранција за млади вклучивме 20.185 млади лица, невработени лица, од кои 7.419 се вработиле, а 1.287 лица беа вклучени во некои од активните мерки за вработување со цел за зголемување на нивната вработливост. Ги поддржуваме и младите кои по навршувањето на 18 годишна возраст, а заклучно со нивните 23 години, веднаш се вклучиле во работен однос во производството. Тие месечно на својата сметка добиваат младински додаток од 3.000 денари дополнително, како надоместок од државата, независно од износот на нивната плата.
Вака ги мотивираме младите да се вработуваат и тоа во изминатиот период вродува со плод. Во 2020 година се офатени 2875 млади лица. Во 2021 година се офатени 2500 млади лица. Во 2022 година бележиме значаен пораст на 3500 офатени млади лица со младински додаток. Како министерка, она што навистина ме прави горда е тоа што секоја година се повеќе средства издвојуваме за оперативниот план за вработување, кој за оваа година изнесува околу 2 милиарди денари или 32 милиони евра и е за 2 милиона евра повеќе од минатогодишниот оперативен план за вработување. Вкупниот опфат на невработени лица со мерките за вработување и услуги на пазарот на труд е 18.056 лица, односно 20% повеќе од онаа што било опфат во 2022 година. Најатрактивната мерка за младите која возможува да си ги остварат своите соништа и своите идеи, да ги гледаат како реален резултат е мерката за самовработување. Оваа година шанса преку оваа мерка ќе добијат рекордни 2078 невработени лица. Исто така, имајќи ја во предвид атрактивноста, особено за младите лица и можностите што ги нуди IT секторот, брзо вработување, почетна висока плата, одржливост на вработувањата, оваа година за обуки за развој на напредни дигитални вештини се одвои речиси двојно повеќе средства и опфат од 805 лица. Минатата година, само за подсетување, опфатот беше 424 невработени лица. И оваа не се само празни ветувања, оваа се факти, оваа се бројки, ова е посветена работа. Меѓутоа, покрај тоа што како институции го должиме и како влада, и работиме за подобра иднина на младите, но и за сите во нашата држава. И да не заборавиме на нашиот начин на живот, да не заборавиме на нашата идеологија. Ние сме солидарни, ние сме праведни, ние сме еднакви. Девојчиња и момчиња, мажи и жени, заедно рамо до рамо, знам дека можеме уште повеќе од оваа, сплотени, чекорејќи по вистинскиот пат. Ние сме цврстите столбови на младите, на вас. Гледам во вашите очи и ве уверувам дека од нас, возрастните, за вашите прогресивни идеи кои водат до Европска Македонија, ќе добивате само поддршка, бодрење, совети и другарски споделени предизвици, кои само ако стоиме заедно ќе можеме да ги надминеме. Драга младино, наша иднино. Сакам да ве гледам во олкав голем број и тоа е она што ме радува, дека има кој да не наследи, а во вашите лица можам да видам дека сме во сигурни раце, дека Македонија е во сигурни раце. Ви благодарам.